7, 15 плик. 359. Овој пат кој секојдневие за младиот Сезгјун го води до заработувачка колку да преживее. Има 17 години. Основното образование го заокружил во Битолскиот завод за рехабилитација и од тогаш се приклучил на татковата професија. Меѓутоа, да продолжил средно образование, немал финансии, нормално веќе самите гледате како живеат од пластикови флаши, по континери, по ѓубре што цел ден оди, секој утро и навечер, одат по континери, по канти. И јас вика сум млад, сакам да се дружам со моите другари, да учам школа, да имам мој џепараз, да си имам моја девојка, али меѓутоа, значи немам и затоа морам со татко ми, со мајка ми да работам по канти, по континери, по ѓубришта. И татко му би сакал Сезгјун да заврши повисоко образование, но приоритет на семејството, особено за време на полицискиот час поради коронавирусот, било да има барем еден оброк на ден. Стварно се нема. Мора да признавам грешка, дека дури и на тоа време искачаме ние. Значи се пазиме многу. Значи мора да искачаме. Мора. Оти нема јадење, нема пиење. А иде месец, доаѓа месец, мора да се плати кирија, нема од каде. Во соседството, врсничка на Сезгјун наместо во училишна клупа, денот го поминува помагајќи на својата мајка. Таа е посрамежлива пред камера. Зошто не оди во школа? Па немам од куде да го школуjem? Немам. Во Кумановската населба Средорек повеќето млади денот го поминуваат во обезделничење. Сите што ги прашавме, иако се на возраст за средно училиште, кажаа дека не се запишале. Во невладината Рома Верзитас одамна забележале дека многу деца не се запишуваат во средно, па директно помагаат да ги вратат во образовниот процес. Прво, почнале со стипендии за високо образование, а подоцна 100 средношколци завршиле средно образование со нивна парична помош, туторство и совети за кариерен развој. Рома Верзитас се грижи средношколците да ја добијат соодветната пракса. Сепак, го следевме уписот на средношколците роми во средното образование и видовме дека афирмативната рамка за упис на средношколци роми во актуелните училишта не секогаш и секаде се почитува. Ми имавме дури ситуации каде што средношколци не можеа да се запишат во посакуваната струка и да се потенцира афирмативниот пристап на еднакви шанси и поради тоа се демотивирани. со помош на Рома Верзитас, младиот Надир годинава ги привршува студиите по дипломатија. И тој сведочи дека патот не бил лесен. Ми беше потешко да се социализирам, не бев многу мотивиран, на самиот почеток не бев доволно прифатен, откако нели се докажав, јас им докажав исто така, дека сум исто како и сите други. И исто така Рома Верзитас многу ме мотивираше да го продолжам моето образование, односно високо образование. Видов дека не сум само во оваа борба, дека има уште многу други како мене и дека заедно можеме уште повеќе. Според податоците на УНИЦЕФ кои ги користи Рома Верзитас, само 36,9% од ромите успеваат да стигнат до диплома за завршено средно образование. Или, од секои 100 деца, 5 оделение ќе завршат околу 79. Дел од нив или воопшто не го продолжуваат образованието, или ќе се откажат во погорните оделенија, па деветолетка ќе завршат само 56 на секои 100 деца. Во средно не продолжуваат сите кои ќе завршат основно, па диплома за средна стручна спрема ќе зема само 37 на секои 100 роми. Колку деца воопшто не почнуваат основно образование и колку од нив се роми, прашавме и во Министерството за образование. Оттаму ни одговорија само дека знаат за 2029 незапишани деца во основно образование и дека немаат статистичка евиденција за етничката припадност на децата. За средно нема податоци. За тие 2029 деца кои по закон мора да посетуваат училиште, се поведени само 194 управни постапки, со кои родителите би можеле да добијат казни. Од ресорното министерство велат дека само во толку случаи родителите го прекршиле законот со незапишување на децата во училиште. За останатите околу 1800 според МОН, утврдени се причини како иселување, запишување порано во училиште или во друга општина, смртност и така натаму.
Од ресорното министерство велат дека работат на проблемот со учениците роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Втора година поред со нив и со децата без документи, работат образовни медијатори кои практично објаснуваат зошто е важно да се посетува училиште. Образовните медијатори спроведуваат редовни средби за сензибилизација на населението и вработените во основните училишта, со спецификите и потребите на ранливите групи во делот на образованието. Редовно соработуваат со стручните соработници и со наставниците за подобрување на постигнувањата на учениците. Преземаат активности за намалување на напуштањето на воспитно-образовниот процес на учениците. Ново пракса, невладината Рома Верзитас регистрирала деца кои, иако веќе запишани, одлучуваат да ги напуштат училиштата. Сега не можам да кажам наставници и директори дека се дискриминаторски насочени кон учениците, меѓутоа не преземале ништо. Во врска со тоа, тие деца нема, како што кажав, пристап до чиста вода, значи нема услов секој ден да се тушираат или да се бањат. Тоа им сметало на одреден дел од учениците. Знаете како се децата. Тоа влијае многу на самодовербата на тој што е дискриминиран. И со тек на време детето не сака да оди во училиште. Од Министерството велат дека работат со наставниците за да го олеснат образовниот процес за етничките заедници, особено кај ромите кои имаат проблем да ја совладаат наставата поради бариери во јазикот. Пред се, да организира дополнителна настава за тие ученици. Во планирањето на наставата да предвиди посебни активности, методи за работа со тие ученици и да предвиди прилагодени техники, методи и начини за проверување на постигнувањата. Не се создава и не се стимулира кадар, а со тоа и нови работни позиции за наставници роми. Исто така не се работи на литература. Во неколку општини се изучува ромскиот јазик, но само на факултативно доброволно ниво или пак како изборен предмет, а не задолжителен. Решение на проблемот МОН гледа во целосна инклузивност на образовниот систем, зашто велат дека веќе се усвоени серија акти. Дури на оние што го поминале задолжителниот образовен процес, не им било лесно да најдат работа. Ајсена Елези од Куманово имала услови да заврши средно медицинско. Работа по струка не нашла, иако заедно со другарка направила вистинска потрага по работно место. Сега е дел од невладината Национален ромски центар. Дојдовме во Национален ромски центар, памтам како денес, направивме CV и идевме од продавница до продавница. Нема кај што не побаравме работа и од цело Куманово ни еден се нема јавено. Ни еден. Јас мислам дека повеќе влијае скриената дискриминација и многу се поголеми стереотипите и предрасудите отколку дискриминацијата. Например, тие на нас не ни рекоа не може да ве примиме затоа што не сте убаво облечени, затоа што имате друга боја на кожа или затоа што сте роми. Тие така индиректно само ни кажуваа ќе ви се јавиме. А ние не добиваме никаков одговор. Националниот ромски центар е невладина организација која пружила заштита на околу 250 млади роми. Ги учат на основните јазични и компјутерски вештини за полесно снаоѓање во животот, а ги поттикнуваат и на младински активизам. Добар дел од активностите сега се на пауза поради пандемијата, но и претходно исходот не бил секогаш пријатен. Младите се тотално у една блокада на размислување, на позитивност. Ние имаме млади каде често сме принудени да разговараме по неколку часа и преку Skype за да ги вратиме со волја. Ни се случи и заминување во некои од блиските земји. Има млади кои заминуваат во Босна и викаат дека подобро живеат во Босна отколку ако останат тука. Во базата на Агенцијата за вработување, само годинава како невработени се водат 14.208 роми. Споредено со другите помали етнички заедници, ромите се најбројни по невработеност и покрај тоа што според последниот попис не се најбројната помала етничка заедница. Како ранлива група, ромите се квалификуваат за оперативниот план за активни програми и мерки за вработување на Агенцијата за вработување. А за фирмите да вработат луѓе од ранливи категории, државата ги стимулира со неколку мерки. 19.000 денари за вработување роми, лица без образование или припадници на други ранливи групи. На тој начин, годинава се вработиле 76 роми.
Грант од 200.000 денари за опрема ако се вработи лице од ромска етничка заедница или други ранливи групи. Со програмата за самовработување, агенцијата поттикнала 38 роми да отворат свој бизнис. Агенцијата пред пандемијата организирала и обуки за зајакнување на капацитетите на активните баратели на работа. Директорот на АВРМ, Абдуш Демири, вели дека не ги чекаат припадниците на ранливите групи сами да побараат помош, туку и институцијата со помош на UNDP ги информира на терен за опциите на пазарот на трудот. Роли tyre është që të motivojnë dhe të informojnë rregullisht ata rreth mundësive të punësimit ose të përmirësojnë kapacitetet e tyre profesionale. Но невладините обвинуваат и за друга појава. Имаме и такви случаи што на ромските места се вработуваат други лица кои се декларираат како роми. И тоа е изгубена доверба. И покрај сите премрежја, упорноста може да даде резултати. Ова е Тефик Махмут од Шуто Ризари, кој добил стипендија од престижниот универзитет Оксфорд и станал магистер за миграции. Махмут вели дека клучна улога во неговиот развој имале родителите, иако починале кога имал 8 години. Ми дадоа и како добра примарна социализација, врз основа на таа примарна социализација, всушност тоа ми беше импетусот позади се што имам направено во делот на образованието во мојот живот. Образованието го започнал во основното училиште во Шуто Ризари, но основното образование го завршил во училиштето Кирил и Методи. Продолжил во гимназија, а потоа добил стипендија на Европскиот универзитет во Скопје. После моето дипломирање работа во меѓународна јавноправна организација и од кога се стекнав со некој меѓународно правно искуство, после тоа аплицирав во Оксфорд. Не, ништо. Искрено, ја немав ни во алтернатива, као, знаете, ако не добиваш стипендија од Универзитетот на Оксфорд, ќе отидеш, не знам, во некоја невладена организација или фондација ќе бареш, или као трета или четврта алтернатива ќе ти биде државата од каде што доаѓаш. Не ја ни инкорпорирав во таа некоја алтернативна листа што имам. Затоа, имајќи ја во предвид политичката култура што имаме во државата, знаете, ако државата како таква каде што може да ти помогне, не ти помага, замислете за нешто што е дополнително, не знам, дополнителен товар на нејзиниот државен буџет. Секако дека за такво нешто ќе ти требаат и врски и луѓето се на високи позиции во државната власт и други работи поврзани со истото што јас како дете без родители од Шуто Ризари секако дека ги немав. Поради пандемијата и Махмут моментално е во татковината. Работи за меѓународна организација, а гласен е и во борбата за правата на својата етничка заедница. Пред Уставниот суд ги спори амандманите со кои се озакони далечинско учење, оти сите деца немаат пристап до потребната технологија. Донародниот правобранител пак реагира што Министерството за култура нема вработено ниту еден ром. Соодветната застапеност и правичната застапеност е законска и уставна обврска. И пошто е законска и уставна обврска, уште еднаш не може и не сме да биде предмет на индивидуален избор, предмет на индивидуална, не знам, политичка одлука кој што на некој што е горе или на некој што формира администрација да му текне дека не треба да ги инкорпорира ромите. Сите треба да бидеме инкорпорирани. Особено ако станува збор нели за мултиетничко или мултикултурно општество какво што сме ние. Од една страна и од друга страна, особено ако Македонија сака да биде дел од Европската унија. Знаете, предуслов за да бидеш дел од Европската унија треба да исполнуваш неколку услови. Едно од условите се копенхашките критериуми, кај што децидно вели дека треба да се почитуваат и да се подобрува ситуацијата на малцинствата, меѓу кои се и ромите во нашата држава. Тефик ги мотивира младите да не се откажуваат од алтернативен пат за успех, освен образованието, вели, нема. Ако навистина посакуваш нешто да направиш, мислам дека не постои бариера што не можеш да ја отстраниш во твојот живот.